Заклучоците од студијата за млади 2018-2019 година во која учествувале 1038 испитаници на возраст од 14 до 29 години, спроведена од страна на Фондацијата Фридрих Еберт Канцеларија Скопје, покажуваат дека младите слободното време го користат во неструктурирани и неорганизирани активности, односно најчесто поминуваат време со семејството, излегуваат со пријателите и слушаат музика. Најретко престојуваат во странство, многу ретко волонтираат во социјални проекти и ретко минуваат време во младински центри. Машките почесто од женските спортуваат, волонтираат на социјални проекти и почесто минуваат време во младински центри, додека пак женските и оние кои израснале во дом каде што имало книги почесто читаат од останатите. Само 15% од младите навеле дека можат да си дозволат се што им треба, односно дека можат да купат се што им треба. Од студијата е заклучено дека младите кога го замислуваат живеењето во странство, тоа не е базирано врз нивни лични искуства. Во целост, младата популација нема силна желба за миграција. Во однос на желбата за миграција, младите можат да се поделат во 3 групи. 1/3 од младите кои имаат силна желба да ја напуштат нашата земја, 1/3 кои изразиле средна желба за миграција и 1/3 кои немаат таква желба. Најпосакувана дестинација за иселување е Германија. Најголем број од младите, односно 80%, живеат со нивните родители, посочувајќи дека 90% од младите во иднина се гледаат себе си во брак. Што се однесува до учењето, младите лица учат по 2 часа дневно. 54,9% од испитаниците сметаат дека во нашата земја се купуваат оценки и дека голем број од нив не се задоволни од квалитетот на образованието. Се уште младите најмногу сакаат да работат во јавниот сектор, а како причина за тоа го навеле сигурноста на работното место, платата и слободното време. Само 16% од младите испитаници сметаат дека по завршување на образованието лесно ќе најдат работа. За политика младите најмногу се информираат на интернет, а исклучително голем број млади лица го искористуваат правото на глас. Студијата за млади беше спроведена во 10 земји во југоисточна Европа, а резултатите се анализирани компаративно со регионална студија.